Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете да информираме сите почитувани граѓани преку вас медиумите за одлуките кои што најголемата партија во нашата земја, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вечерва ги донесе. Ветивме промени, промените се случуваат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вечерва демонстрираше сериозна одговорност пред граѓаните и пред сопствената земја. Во овие околности донесовме одлуки кои носат системски и суштински промени во партијата, одлуки кои ќе донесат забрзување на напредокот на земјата наша и подобри услови во општеството за подобар живот на сите наши граѓани. Сакам јавно да им се заблагодарам на сите оние функционери кои што денеска престанаа да извршуваат својата функција во Социјалдемократскиот сојуз. Благодарност до тројците секретари на Социјалдемократскиот сојуз, генералниот секретар Кирацовски, секретарот за организациони работи Миле Зечевиќ и секретарот за меѓународна соработка Дане Талевски, кој што иако неколку недели беше само секретар за меѓународна соработка. Сакам да им се заблагодарам на сите 6 подпредседатели на Социјалдемократскиот сојуз, кои што денеска исто така завршија својата функција подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, на Оливер Спасовски, на Фросина Ременски, на Дамја Манчевски, на Петар Шилегов, на Мухамед Зекири и на Благојче Бочварски. Сакам да се заблагодарам на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, кој што исто така денеска престана да извршува својата функција, највисок извршен одбор на највисок извршен орган на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да се заблагодарам исто така и на координаторот на форумот на жени Цветанка Ласкова, која што исто така денеска престана со извршување на својата функција координатор на форумот на жени. Секако сакам да информирам дека ова одлука која што вечерва ја донесовме е сериозен израз на одговорност, сериозен израз на восприемчивост и примање на пораките од страна на граѓаните, коригирање по основа на тие пораки и наши амбиции за наше подобрување. Тргнавме од сопствените редови. Знаете дека пред неколку дена донесов одлуки за разрешување на сите председатели на општинските организации. Не е точно дека само тие се виновни за неисполнување на очекуваните резултати кои што ни ја донесува победата, но секако испратија пораката дека нешто мора да минуваме. Продолживме понатаму, еве го и централното раководство. Во моментот Социјалдемократскиот сојуз управува со својот централен одбор, председателот на партијата, заменикот председател на партијата и новиот генерален секретар кој што го избравме и секако нашата младина, социјалдемократската младина, следуваат во наредните денови веќе и консултации паралелно за поставување на новите органи и тела на партијата кои што вечерва беа разрешени, односно престанаа со извршувањето на својата функција. Сега е време за уште нова голема и поголема иницијатива на Социјалдемократскиот сојуз. Целиот фокус ќе го посветиме кон подобрување на животот на граѓаните. Заради тоа постоиме, заради тоа функционираме и заради тоа сме основани. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е големина, најголемата партија која што секогаш носела најголеми одлуки за развојот на државата. СДСМ покажува дека живее со и за граѓаните, дека ги слуша нивните потреби и дека е подготвен да се менува кон подобро, за да им служи уште подобро на граѓаните. Тоа е разликата меѓу нас и нашите политички опоненти. Ја внесовме нашата земја во НАТО, очекуваме датум конечно за почеток на преговорите со Европската унија, го сплотивме етнички нашето општество, сите предуслови се создадени да оваа драгоцена шанса нашата земја и нашиот народ не ја пропушти. Ако тргнавме од своите редови да се исправиме со големината и доблест за наше отстапување, со наше коригирање и подобрување, верувајте, нема да дозволиме на било кој во државата, без разлика дали тоа е во јавната администрација, централна, локална, а прима пари од граѓаните, да не ги исполни очекувањата на граѓаните. Никој не очекува од јавната администрација, извршната, централната, парламентарната, локалната власт 100% да реши се. Не очекува да им служат верно и честно на граѓаните. Пораката ја примивме, иако сме срекни за големата победа и изборот на председателот Стево Пендаровски за нов председател на Република Северна Македонија. Но секако граѓаните ни испратија кристално јасна порака. Останаа дома, еден дел од нив заради тоа што не се доволно мотивирани за председателски избори да излегуваат, тоа е традиционално така, но еден дел за да многу јасно испратат пораката коригирајте се ако сакате понатаму подршки.
Таа порака ја примивме, Централниот одбор вечерва дискутираше 4 часа и донесе консензуални едногласни одлуки. Имавме демонстрација на доблест, на големина, на одговорност, секако, и резултат на тоа се овие одлуки кои што ги донесовме. Ние продолжуваме понатаму, следуваат денови кога ќе се случат промени во извршната власт. Секако после тоа, некаде за 2 до 3 недели ќе се случат именувањата и во Социјалдемократскиот сојуз, ќе се движиме со тоа темпо, транспарентно, одговорно, секогаш како што тоа граѓаните го заслужуваат. Сега, секако со освежени капацитети, со сите сили ќе ги насочиме кон подобрување на животот на граѓаните. Ветивме животот стига, инвестициите се огромни, параметрите економски се одлични, но очекувам експанзија. Очекувам, навистина, оваа драгоцена шанса сите да ја искористиме. Сите граѓани сплотени, мудри, доблесни, со коректорите кои што ги демонстрираме, навистина овој топол ветер кој што дува кон нашата земја, да го искористиме за сите. Лјупче Николовски е новиот генерален секретар на партијата. Лјупче Николовски нема повеќе да биде министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тој е еден од поуспешните министри во нашата влада. Тоа го знаат граѓаните со сите реформи, со сите мерки, со сите повисоки цени во земјоделието, новите пласмани кои што ги отворивме. Сето она што се случи во овие 2 години, јас можам да кажам дека сум горд што имав таков член на владата во мојот кабинет и му благодарам на Лјупче што служеше на оваа функција на граѓаните. Прави еден чекор назад, се враќа во партијата, за да може да помогне оваа партија да биде и во иднина победничка партија и да биде нешто за кое што граѓаните ќе мислат и ќе веруваат дека ќе продолжи да ги извршува и исполнува нивните очекувања кои што и како се со право големи, а граѓаните ги очекуваат прво од најголемата политичка партија, па после од сите други. На Лјупче му посакувам многу успех, силна посветеност и безкомпромисност кога е во прашање интересот на граѓаните. Лјупчо сега е време целокупниот потенцијал на партијата на добро организиран начин да го ставиме во служба на интересите на граѓаните. Ќе има мојата поддршката на сите твои социјалдемократи, а верувам и на сите граѓани. Навистина, прво од Социјалдемократскиот сојуз да направиме уште подобра партија, за да може да бидеме повеќе корисни од поголема полза на граѓаните за кои што функционираме и постоиме.